Добар ден, ви благодарам што сте на Канал 5 и Централните вести. На почеток насловите од денеска. Сакаме во Европската Унија, но без дополнителни услови и со зачувано национално достоинство. Зарем треба да се најдеме на дневниот ред на Советот за безбедност за ЕУ да го деблокира нашето проширување? Лидерот на СДСМ Филипче ги објави црвените линии. Предлага уставни измени до 10 февруари, но со јасна определба дека тоа е последната пречка. Без прифаќање нови барања или прашања од билатерален или идентитетски карактер. Ставен во функција радарот на Скопскиот аеродром. 7 години наназад овој радар работел само со еден канал. Секој 10 од прегледаните во Трубарево упатен на дополнителни прегледи. Ги упативме како итни пациенти на клиниката за пулмологија. Стапуваат на сила новите правила. Казни од 40 и 50 евра за зборување на телефон на пешачки или на велосипед и тротинет. Не знаев, ама од денеска знам. Не треба да бидеме со слушалки, не треба да бидеме со телефон. Пред голем испит сме. Или ќе го гарантираме меѓународниот поредок врз визионерски принципи, или ќе итаме кон катастрофа со несогледливи размери за човештвото. Порача председателката Гордана Силјановска-Давкова попладнево, обраќајќи се пред Генералното собрание на Обединетите нации во Њу Јорк. Во однос на евроинтеграциите, таа рече дека Македонија сака да се интегрира во Унијата, но со зачувано национално достоинство. Со затворената политичка врата за земјите од Западниот Балкан и широко отворена врата за влијанија на трети геополитички центри на моќ, иронично е Унијата да повикува на отпорност кон нив, рече Силјановска. Процесот на македонското пристапување кон Европската Унија веќе 20 години е континуирано попречуван, но не врз основа на објективните копенхагенски критериуми, туку поради субјективни националистички причини. Најновиот ЕУ услов за почеток на нашите преговори е нова наметната промена на Уставот. Уставот, како лекс супериор и општествен договор меѓу граѓаните во Русова смисла на зборот, е највнатрешното прашање на секоја држава. Укажувам дека условувањето на почетокот на преговорите со нови уставни измени повторно ги отвара прашањата за историјата, културата и јазикот, за кои бевме убедувани дека се затворени со Преспанскиот договор со Грција. Она што го посакуваме е да се интегрираме во Унијата, но без дополнителни и посебни услови и со зачувано национално достоинство. Со затворената политичка врата за земјите од Западниот Балкан и широко отворената врата за влијание на трети геополитички центри на моќ, иронично е Унијата да повикува на отпорност кон нив. Зарем треба да се најдеме на дневниот ред на Советот за безбедност за ЕУ да го деблокира нашето проширување? Ако Европската Унија сака да биде геополитичка унија, таа не смее да го остави Западниот Балкан во геополитички вакуум. Лидерот на СДСМ Венко Филипче ја презентираше драфт верзијата на резолуцијата за црвените линии. Во документот се предлага уставните измени да се донесат во февруари до година, со јасна определба дека тоа е последната пречка, без прифаќање нови барања или прашања од билатерален и идентитетски карактер. Јана Јосиповска со детали. Безусловно почитување на јазичните, идентитетските, историските и културни особености на македонскиот народ, за кои не се преговара со ЕУ, и уставни измени до февруари 2026. Лидерот на СДСМ Венко Филипче ги објави црвените линии во предлог резолуцијата за преговори со Европската Унија. Според нацрт документот се инсистира македонскиот јазик да стане еден од службените јазици на ЕУ без никакви додавки или фусноти, а билатералните прашања за добрососедските односи да не бидат одредници во преговарачкиот процес.
за уставните измени кои се дефинирани како последна пречка за напредок во европската интеграција. Филипче предлага владата во ноември да се изјасни дали останува на истиот текст или подготвува и предлага нов текст на уставните амандмани, потоа да почне процес во собранието кој би завршил со финално гласање на 10 февруари следната година. Република Северна Македонија е подготвена да ги исполни обврските од преговарачката рамка, вклучувајќи ги уставните измени, со јасна определба дека е тоа последна пречка, без прифаќање нови барања или прашања од билатерален или идентитетски карактер. Сметаме дека собранието треба да започне после соодветни припреми постапката за измена на уставот да се достигне до фаза на прво гласање најдоцна до 15 декември 2025 година. Филипче смета дека една ваква резолуција донесена со национален консензус е најдобра гаранција за националните интереси, но за разлика од неговата првична идеја, Македонија да ги почне преговорите, а доколку има ново вето од Бугарија да ги прекине. Во нацрт резолуцијата тоа експлицитно не е наведено, туку се предлага доколку има нови блокади или оспорувања, државниот врв со заедничко писмо да ги информира највисоките представници на ЕУ дека идентитетските прашања се затворени и за нив не се преговара. Председател на државата, собранието и владата имаат обврска да ги информираат сите европски институции, Европската комисија, председател на Европскиот совет, председател на Европскиот парламент, Еврокомесарот за проширување и високиот представник на ЕУ за надворешна политика и безбедност дека е потребно безусловно почитување на јазичните, идентитетски, историски, културни особености како елементи за кои не се преговара. Резолуцијата како работна верзија најпрво ќе биде доставена до сите политички партии за да дадат свое мислење, па потоа ќе биде официјализирана во собранието по локалните избори. Документот доаѓа со предлог закон за улогата на собранието во процесот на евроинтеграциите. Филипче очекува сите да бидат конструктивни и иако ја објави сега, очекува да не се злоупотребува за политички цели во предизборната кампања. Премиерот и лидер на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски предходно кажа дека со нетрпение ја очекуваат резолуцијата за да можат да дадат свој инпут. Доцна попладнево со првичен став за резолуцијата на Филипче се огласи премиерот Мицкоски, кој е во посета на стариот струмички театар Антон Панов. Од она што успеав да го видам, има доста работи кои што мислиме дека како инпут би допринеле во квалитетот на самата резолуција, на самиот документ. Но она што мене ми падна и ми остави впечаток, ми падна во очи, што би се рекло народски, атипично за СДСМ да фалсификува и лажа, се оние неколку точки кои што се во самата преамбула на резолуцијата. Да речеме, се обидува да се негира еден историски факт, и да се каже дека македонскиот јазик бил официјален јазик во Обединетите нации од 2019 година. Тоа е една монструозна лага, посебно во годината кога славиме 80 години од кодификацијата на македонскиот јазик. Јас би сакал овој монструозен фалсификат кој што е дел од оваа резолуција, категорички македонската јавност да го отфрли, да го осуди. Истовремено има неколку други фалсификати. Мене ми е жал што и овој председател на СДСМ, како и неговите двајца претходници, продолжува по таа патека да додека ужива на скапите јахти, смислува резолуции кои што имаат за цел да ги распродаваат македонските национални интереси. Услови под секакво човечко достоинство. Утврдена тешка дискриминација врз пациентите во трите психијатриски болници во државата. Во Трубарево и денеска продолжи лекарскиот скрининг на населението, каде што вчера беа прегледани 111 граѓани. Вчерашните анализи покажале дека пациентите се генерално во добра здравствена состојба, а 11 биле упатени на дополнителни испитувања на клиниката за пулмологија. Сања Драјковска-Ставров. Секој 10 од прегледаните жители во Трубарево ќе треба да направи дополнителни анализи на билите дробови со цел да се утврди дали има последици од загадувањето по еколошката хаварија по пожарот на складот за отпад. Ова го покажува просекот од оние што се вклучени во скринингот по сопствена волја од вкупно 2470 жители, колку што според последниот попис брои Трубарево. Поголем дел од пациентите кои што веќе се жалат, веќе имаат и претходно
хронични респираторни проблеми, така да еден мал дел од нив ги упативме како итни пациенти на клиниката за пулмологија за понатамошни доиследувања, функционални белодробни тестови, рентген и така натаму. Од Министерството вела дека според првичната проценка пациентите се генерално во добра здравствена состојба, но досега кај 11 луѓе е утврдено присуство на иритации и надразнување во грлото и се упатени на пулмологија, иако голем број на граѓани се жалат на болки во градите, тешко дишење, вртоглавици и покачен притисок. Освен жителите на ризик се изложени и пожарникарите кои на смени цели 30 часа се бореа со огнената стихија и го вдишуваа густиот црнчот. И сега на терен има пожарникари кои се токму на местото на пожарот и таму дежураат по 24 часа, а задача им е да гаснат жаришта со цел навреме да се интервенира на деловите кои се уште тлеат. Командирот на Скопската противпожарна бригада Звонко Тумески не беше достапен да даде став за тоа дали пожарникарите треба да бидат дел од скринингот, а ниту од Министерството за здравство не одговорија дали планираат да ги вклучат. Според директорот на дирекцијата за заштита и спасување Стојан Ангелов, секој што бил изложен на отровниот чад треба да се прегледа и апелираше сите што чувствуваат потешкоти да го сторат тоа. Апелирам до граѓаните да искористат можноста и да го направат оној медицински скрининг кој што сега е препорачан во случај на појава на некакви штетни последици, што јас лично не ги очекувам. Сметам дека Министерството за здравство ќе прошири батеријата на тестови како и самиот медицински преглед. И поречиси 2 недели од катастрофалниот пожар, надлежните немаат споделено детални информации до жителите на Трубарево што да се прави со зеленчукот и градинарските производи во нивните градини и ниви. Од Институтот за јавно здравје за Канал 5 посочија дека првичните анализи не покажале отстапки во однос на нормалните граници за радиација, но за тоа дали и колку се безбедни овошките, ќе има дополнителни анализи кои според протоколот може да траат неколку месеци. Вратен е во функција радарот кој што неколку дена беше надвор од употреба на Скопскиот аеродром и што беше причина за делумно доцнење на слетувањата таму. Директорот на МНАФ вели дека наскоро ќе биде ставен во функција и радарот кој што со години фаќаше прашина над кулата на МНАФ. Поправен е радарот на Скопскиот аеродром кој единствено функционираше во рамки на македонска навигација. Директорот на компанијата Владимир Ристевски за Канал 5 потврди дека дефектот бил отстранет вчера. Радарот бил тестиран и од денеска е во функција. За време на овие неколку дена, откако МНАФ остана без радар, Ристевски тврди дека безбедноста на воздушниот сообраќај и во ниту еден момент не била доведена во опасност. Единствено бил намален протокот на авиони. Вчера на 24.9 во 16:40 часот нашиот стручен тим успешно го отстрани дефектот и ја врати радарската глава во функција. Меѓутоа, поради неопходни тестови што се стандардна процедура за пред вклучување на таа радарска глава во системот за контрола на воздушниот сообраќај, истата мораше да помине 2 сесии од по 6 часа тестирање. Успешно помина, не 2, ние оставивме 3 сесии да поминат, пошто истата беше вклучена во системот за контролирање на воздушниот сообраќај на македонското небо, вклучително и меѓународниот аеродром Скопје. Дека сите протоколи биле испочитувани, тврди и министерот за транспорт Александар Николовски, која прозва опозицијата да внимава кога изнесува информации во јавност кои се поврзани со безбедноста. Успеавме проблемот да го решиме во рекордно време од само 3 дена. И уште повеќе да детектираме една работа која што можеби не беше позната на јавноста, а тоа е дека и досега 7 години наназад овој радар работел само со еден канал. Мислам дека опозицијата мора да е многу внимателна кога изнесува информации во јавност, пред секој што се однесуваат од безбедносен карактер, затоа што последно што ни треба е паника да се створи помеѓу населението. Сите безбедносни протоколи беа испочитувани. На Скопскиот аеродром има 2 радари, а функционален беше едниот кој пред неколку дена се расипа. Оној кој се наоѓа над кулата на МНАФ со години не работи и треба да се замени со нов кој веќе е пристигнат и ќе се монтира откако ќе заврши сезоната на зголемен број прелети на аеродромот. Ристевски вели дека имало и безбедносна процедура за демонтажа на тој радар и што во случај ако откаже единствениот радар што всушности се случи. Таа процедура вели дека се следела и ваква ситуација била предвидена.
40 евра за зборување на телефон на пешачки, 50 за возачите на велосипеди и тротинети, ако го прават истото во сообраќајот. Стапуваат на сила измените на Законот за безбедност во сообраќајот. Дејан Трајковски. Кој носи слушалки, кој на телефон, а кој комбинирано вози тротинет на пешачки премини зборува. Ова е сликата на скопските улици и денеска. Па дали ваквата појава ќе исчезне, ќе покажат казните кои веќе стапуваат на сила. Па наместо бесплатни, повиците на оние кои ќе ги фати полицијата ќе чинат 40 евра. Да стоеше наместо мене тука полицаец, досега ќе напишеше околу 30 казни, како и примерот кој што сега се гледа позади мене, момчето во бела маичка, кое што ја поминува улицата и говори на момилен телефон. Повеќето од оние кои ги затекнавме воопшто не знаеа за законската измена, па ветија дека во иднина ќе постапуваат според правилата, кои дел од нив воено ги одобруваат за поголема безбедност, други пак не се сложуваат. Не знаев, ама од денеска знам, да, така да. Ама само уште овој пат ќе поминам и више нема. Смислам дека да, бидејќи за нас само тоа не опоравува казните. Не треба да бидеме со слушалки, не треба да бидеме со телефон. Пешаците ако помине со телефон, збори на пешачки, не гледам зошто би тоа било некој проблем. Некои од граѓаните велат дека се максимално внимателни кога минуваат улица, бидејќи не секогаш се оние кои се во возилата. Сметаат дека и пешаците треба да бидат совесни и фокусирани, а доколку не бидат, велат затоа се и казните. Една казна нема цена споредбено со људски живот. Невнимание. Значи или со слушалките на уво, зборам за помладиве, ние така. Не, никогаш не користам мобилен, секогаш ми е тачната. Сепак, не само полицијата, туку од нова година оние кои не го почитуваат овој закон ќе ги ловат и камерите на Safe City, па казните наместо на улица ќе им стигаат на мобилните телефони. Од МВР апелираат сите заедно да ги направим улиците побезбедни. Да се почитуваат сообраќајните правила и прописи и на тој начин сите заеднички да придонесеме за подобри, посигурни, но се разбира и побезбедни патишта низ државата. Експертите за сообраќај сметаат дека станува збор за добар потег, но доколку навистина се спроведе во пракса, бидејќи сите учесници во сообраќајот, вклучувајќи ги и пешаците кои се најранливи и најчести жртви, треба да бидат фокусирани за општа сообраќајна безбедност. Треба да се почитуваат сообраќајните правила и прописи и како што рековте и вие, концентрацијата во сообраќајот или фокусираноста дека сме учесници во сообраќајот е многу важна за да се избегнат несакани последици. Инаку законот вели, пешаците и возачите на велосипеди, мопеди, електрични тротинети кои користат слушалки на двете уши, телефони и слично при преминување на улица или велосипедска патека, ќе бидат казнети со 40, односно 50 евра. По минато неделниот протест, инициран поради свирепот убиство на велешанката Росица, движењето ниту една повеќе за попладнево најави блокади на раскрсницата кај паркот Жена Борец во Скопје. Јорданчо Цветановски го следи протестот. Јорданчо, повели пренеси ни ја сликата од таму, дали се собраа граѓаните, дали почна протестот и кои ќе бидат пораките? Така е, Борче. Протестот почна пред околу 10 минути, кога околу, као што може да регистрира и камерата на Канал 5, околу 50 до 100 луѓе се собраа на овој протест. За жал, многу помалку од на првиот протест кој беше во врска со убиството, свирепото убиство на 31 годишната велешанка Росица Колева и нејзиниот татко, кои беа убиени од поранешниот партнер на Росица, кој подоцна самиот си пресудил. Овде луѓето што се дојдени се згрозени од целиот тој случај, кој се случи на 15 септември, велат дека институциите мора навремено да реагираат, мора навремено да реагираат на сите повици на жените, особено кои најчесто се злоставувани од своите сегашни или поранешни партнери, за да бидат заштитени со цел во иднина никогаш повеќе да не се случуваат вакви работи. Пораките кои ги испратија е дека сакаат функционални механизми за итна заштита, реална проценка на ризик, 24 часовна SOS линија, доволно капацитети во засолништа и на раквици и строг надзор за сторителите. Во продолжение да слушнеме една од изјавите. Наистина сум ужасната од ова што се случи. Не ја знаев лично Русица, мака ја знаев на лик, излегувавме често во ист кафич, беше шанкарка и
стварно сум многу потресена и уште сум попотресена од тоа што пријавувала безброј пати и ништо не било превземано, така да стварно мислам дека треба да има корените промени во како се постапува во случај со семејно насилство. Така, инаку 20 случаи на фемицид се евидентирани во Македонија од 2019 до 2023 година. За 4 години се покренати 17 кривични постапки за фемицид, во кои се убиени 19 жени. Тоа за сега се сите информации, Борче, што можам да ги споделам тука од протестот. Ние ќе останеме да ги слушнеме и останатите пораки, а останатите пораки ќе ги слушнат нашите гледачи во следното информативно издание. Студио? Така е, Јорданчо Цветановски во живо околу протестите за фемицидот. Како што велат молкот на институциите, иницијативата Стоп за Вардариште пак најавува проширување на протестите од утре. Блокади ќе има и наутро и попладне кај мостот Близнак, а најави има и за блокади на улицата Перонаков кај Кванташки. Сандра Спасовска. Граѓаните од иницијативата Стоп за Вардариште го губат трпението, ги интензивираат протестите. И утре, освен во 18 часот и во 7:30 наутро ќе го блокираат мостот Близнаци, кој ги поврзува општините Аеродром и Газибава, а блокади велат ќе има и на други локации низ Скопје од граѓани кои се засегнати од проблемот. Зоран Стојковски од иницијативата Стоп за Вардариште за Канал 5 вели за 7 барања кои ги испратиле до 8 надлежни институции, меѓу кои владата, Министерството за животна средина, МВР, Труд и социјала, град Скопје и општините Аеродром и Газибава не добиле никаков одговор, ниту пак, освен што депонијата Вардариште по пожарот е обезбедувана, ниту едно друго нивно барање велат не е исполнето. Од никого немаме добиено назад повратни информации дали и воопшто ќе постапуваат по тие 7 барања. Ја блокираме раскрстицата кај паркот Авионче, значи не само навечер од 18 часот, граѓаните на Маџари се организираат и од 18 часот се блокира раскрстицата што е кај железничкиот премин кон Маџари, значи на улица Перонаков. Гледаме дека и други делови на град Скопје, тоа е Драчево, тоа се други населби кои што во меѓувреме не контактираат преку социјални мрежи. Тие пред неколку дена поставија ултиматум и денешниот ден беше последен за исполнување на барањата. Од владата за Канал 5 повторуваат се работи за проблем кој со години не е решен. Има план за трајно решение на депониите, но конкретните барања од иницијативата велат не се стигнати до архивата на влада. Од Министерството за животна средина пак не информираа дека на нивна адреса има барања од повеќе организации и иницијативи се разгледуваат, но и велат веќе се постапува. Прва работа што направивме забрана за движење. Имаме оперативен план за трајно решение, велат од Министерството за животна средина. Граѓанската иницијатива изминативе 2 недели организира протести и блокади за да укажат на сериозното загадување и како што посочуваат труење на граѓаните од депонијата Вардариште. Тешка и директна дискриминација врз пациенти со попреченост и тешка психичка состојба утврдила Комисијата за антидискриминација кај 3 психијатриски болници во државава, но и кај Министерството за здравство. Комисијата утврдила услови под човечко достоинство и за пациентите и за вработените. Во 3 установи се згрижени 750 пациенти. Мирјана Мирчевска, Јовановиќ. Околу 750 пациенти со попреченост сместени во 3 психијатриски болници се дискриминирани во делот на престој и лекување, утврдила Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Анонимната пријава на пациент од психијатриската болница Демир Хисар за условите во болницата дека ги возат со товарно возило, без свеж кислород, прозор, клима, уред и светлина, а единственото санитетско возило е неисправно и во употреба подолг период, било аларм да се проверат условите во психијатриските болници. Тие ја констатираат точно фактичката состојба, значи воопшто не кажа погрешни податоци. Психијатриска болница Демир Хисар во одговорот кажа дека точно е дека немаат санитетско возило и дека доколку има потреба тие се служат со возилото во соработка со јавната здравствена установа Здравствен дом Демир Хисар.
Исто така кажуваат дека лицето кое што било задолжено за фризерски услуги за одржување на хигиената има завршен договор на 31.12.24 дека во 25-та нема такво лице и дека во план е да се вработи. Од комисијата објаснуваат дека и самите болници потврдуваат дека условите се под секое достоинство и дека вработените исто така се дискриминирани. Еден вработен е одговорен и за 4 пациенти, некогаш и со повеќе пациенти со оглед дека по дежурство имаат регуларно слободен ден. Во болницата во Демир Хисар има 86 медицински сестри, од кои повеќето се со несоодветно образование, гимназија, земјоделско или средно економско. Таму има сместени 262 пациенти. Во психијатриската болница во Скопје има 328 пациенти, а веќе 8 доктори ќе одат во пензија, а нема конкурс за ново вработување. Тоа е сосема недоволна бројка, бидејќи овие лица има потреба од 24 часовна заштита и мислам дека соодносот е сличен во сите институции. Значи од 230 до 300 лица се сместени во оваа институција, бројот на сестри се движи околу 70 и 80 што да, ама вие гледате дека ако работи и трета смена дека таа мора да има и слободни денови по законот, така да тој број секако се стеснува. Комисијата бара во рок од 180 дена да се изгради ново судско психијатрско оделение во Скопје и нова зграда за геријатрско, женско и хронично оделение во Демир Хисар. Ако барањата на комисијата не се остварат, тие вела дека на суд ќе ги дадат Министерството за здравство, 3 психијатриски болници и Министерството за финансии. Пивара Скопје го представи првото пченично пиво создадено во Македонија. Скопско Вајс, со што, како што порачаат компанијата, ја потврдуваат посветеноста кон иновациите и квалитетот. Želimo da vam predstavimo novi proizvod i naš ponos i pre svega da pokažemo prvo pšenično makedonsko pivo. Ovo pivo je rezultat našeg znanja, iskustva, tradicije, strasti, ali isto tako našeg tima ljudi koji ovde rade i koji su uneli sebe i svoju emociju u to da napravimo jedno novo pivo koje će da inspiriše potrošače. Само интервју на Зијадин Села во продолжение на Канал 5 со Гоце Михајловски. Пријатна вечер.